студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. 25 мина уапсени, 7 фирми под истрага. Финансиската полиција откри криминал по Прилепската болница тежок 700.000 евра. Се крадало на се: молерисување, обезбедување, чистење. Пето одделенец каснат од глодар во главниот град. Моето дете било гризнато за средниот прст на десната рака, при што цел крвав се обрати кај мене за помош. Градоначалниците почнаа да чистат со позајмена механизација, додека комунална хигиена не прави ништо. Кој кого ќе поддржи во вториот изборен круг, Касами наместо за ВМРО ДПМН најавува поддршка за ДУИ. Власта апелира да не се прават поделби. Прием кај кралот, средби со владата и разговори за посилна економска соработка. Владина делегација на самитот за Западен Балкан во Лондон. Пожари пукање во шатурите на демонстрантите пред српскиот парламент. Вучич оцени дека станува збор за терористички напад. Овие вести во живо за обидите за справување со кризата со отпад. Останете со нас, почнуваме. 25 лица се приведени во акција на финансиската полиција во Прилепската болница. Со истрагата која денеска се отвора, опфатени се и 7 фирми. Сомневањата се дека преку злоупотреби во јавните набавки за реновирање, чистење, обезбедување и други сервиси го оштетиле буџетот на болницата за околу 700.000 евра. Тамара Дичовска има детали. Речиси 700.000 евра. Толку тежат злоупотребите во Прилепската болница Борка Талевски, за кој обвинителството отвори истрага против 25 лица и 7 фирми. Во неа се опфатени поранишната директорка, раководни и вработени лица во болницата, како и управители на фирмите преку кои, според сомнежите, се изведувале сомнителни набавки и незаконски исплати. За 6 мина се бара притвор, за 19 се предложени мерки на предпазливост, а дел од фирмите ќе имаат забрана да учествуваат на јавни тендери. 9 лица ќе се гонат по скратена постапка. Се сумнича дека преку јавни набавки за услуги кои не биле извршени, осомничените создале шеми со кои за себе или за други лица прибавувале значителна имотна корист, а на болницата и нанеле сериозна финансиска штета. Осомничените, меѓу кои поранишната директорка, раководители и други вработени во болницата, но и управители на осомничените правни лица, преку постапки за јавни набавки, за сервис на моторни возила, чистење на работните простори, сервис на водоводна мрежа, молеро-фарбарски услуги, физичко обезбедување, реконструкција на инфективното оделение, односно преку неизвршување на договорените обврски и незаконски промени на налози за исплата, предизвикале вкупна штета на буџетот на болницата Борка Талевски од 42.026.978 денари, соопшти од обвинителството. Осомничените лица во текот на ноќта и денеска беа изведени пред Прилепскиот суд, откако финансиската полиција влезе во болницата по наредба на обвинителството за наводни злоупотреби. Тие се товарат за повеќе кривични дела, злоупотреба на постапка за јавен повик, проневера во службата, несовесно работење, злоупотреба на службената положба и овластување, фалсификување или уништување деловни книги и други дела за кои дел од осомничените обвинителството се уште ги испитува. Ова истрага доаѓа неколку месеци по претресите на 8 локации во Прилеп, спроведени во рамките на предистражната постапка. Сегашниот директор, откако ја презеде функцијата лани, неколку пати јавно изјави дека ја наследил болницата со долг од нешто над 190 милиони денари. Тамара Дичовска, Сител телевизија. Обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција заедно со единици на МВР врши претреси на повеќе локации во Скопје во врска со поголема група на лица кои се бавеле со лихварство и перење пари. До овој момент обвинителството не открива повеќе детали и најавува дека ќе информира јавноста по завршувањето на акцијата. Судењето за случајот онкологија продолжи со сослушување на дел од пациентите кои биле лекувани од обвинетите доктори. Двајца од оштетените се повлекоат своите искази против екс-директорот Нино Васев. Ќерка на почината пациентка која сведочеше во предметот онкологија рече дека нејзината фамилија не се чувствува како оштетена. Смета и дека не треба кривично да се гонат тројцата онколози, а обвинетиот Нино Васев го нарече Господ. Лекувањето на мојата мајка траеше 13 години. Таа не сакаше да прима хемотерапија за да не ѝ падне косата и за среќа лекувањето го продолжи кај доктор Нино Васев и кај него примаше имунотерапија сите години. Имаше карцином од 5-та група и сите се чудеа како толку долго се лекува. Од кривичен прогон на онколозите се откаже и вториот сведок кој денеска беше повикан во судот.
Според обвинителката Ана Гоговска-Јакимовска, не било невообичаено да слушне сведоштва кои се спротивни од обвинението. Адвокатите кои досега ги спореа претходните сведоштва, сега бараат обвинителството да повикува и други сведоци. Подобро да чуеме можеби уште неколку сведоци и повеќе сведоци. Од ова излезе неочекувано. Сведоците на обвинението станаа сведоци на одбраната. На судењето се изведуваат и материјални докази. Стотиците лекови кои при претресот наместо во болничката амбуланта биле во ладилник во кабинетот на Васев. Во случајот за несовесно лекување и тешки дела против здравјето на луѓето обвинети се онколозите Васев, Црвенкова и Јакимовски. Пешевска призна вина и доби условна казна. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Дел од градоначалниците со своја механизација, изнајмена или позајмена, почнаа да го чистат претрупаното од отпад Скопје, но веќе почнаа и првите сериозни последици од тоа што градот се претвори во голема депонија. Скопјанка за Сител сведочи дека нејзиното дете било каснато од глушец додека се играло на игралиште со други деца. Обвинителството нареди истражни мерки, ЗЕЛ се состана, Арсовска повторно му пишуваше на Мицковски, инспекциите влегоа во комунална, а директорот никаде го нема. Мирјана Давидовска ги има деталите. Мирјана, што се случува, како се развива ситуацијата? Да, Цаци, како што спомена ти, истражните органи работат на случајот, испитуваат евентуални кривични дела, тие влегоа во комуналната хигиена, но и во просториите на градот Скопје, додека ние ги чекаме официјалните подетални информации од истражните органи за тоа што всушност се случува со комуналната хигиена и зошто главниот град е претворен во една, можам слободно да кажам, голема депонија. Веќе го имаме и првиот случај на, за жал, каснато 10 годишно дете од глодар, односно од глушец, и тоа не било каде, туку во центарот на градот, во населба Капиштец, можам слободно да кажам, можеби едни од најуредените паркови кои што се во главниот град. За жал, токму во еден ваков парк вчера 10 годишно дете, односно петоделенецот, бил гризнат од глушец додека се играл со своите другарчиња на игралиштето. Мајката на 10 годишното дете за Сител сведочи дека во изминатите неколку дена, токму поради преполните контейнери со отпад со ѓубре на оваа локација, забележувале поголемо движење на глодари, односно на глувци и на стаорци, но не очекувале дека може да дојде до вакво нешто, се до часот кога незиното дете дошло со раскрварена рака, бидејќи било каснато од глушец. Навистина една наивна детска игра во која што децата, како што таа сведочи пред камерата на Сител, се обидувале да спасат едно заглавено глувче, на крај завршила до инфективната клиника. И ова сериозно го вклучува и здравствениот аларм. Сите детали за моменталната состојба во главниот град, но и за овој прв случај на дете гризнато од глодар во продолжение. Заразите повеќе не се само закана. Скопје го има првиот случај што го вклучува здравствениот аларм. 10 годишно дете е гризнато од глушец на детско игралиште во Капиштец. За Сител, мајката на петтоделенецот раскажува како од детска игра нејзиниот син завршил на инфективната клиника. Инцидентот се случил по наставата каде децата секојдневно се играле. На игралиштето претрчувале повеќе глувци и стаорци поради насобраниот смет во и околу контейнерите. Децата, не знаејќи за опасноста од глодарите, се впуштиле во спасувачка мисија на заглавен глушец. При играта затекнале доста глувци или стаорци, како и да ги нарекуваат, не знаеме за кој вид се работело. При тоа нашли еден кој што бил заглавен во грмушки, па детската игра се насочила кон тоа да му помогнат на малото суштество кое што нив им изгледало нели невино и мало и сладко и се тоа. При спасувањето, обидот за спасување, моето дете било гризнато за средниот прст на десната рака, при што цел крвав се обрати кај мене за помош. Откако ми беше објаснета ситуацијата, се обратив до матичните доктори кои што досега и не биле затекнати од ваква ситуација. Тие ме упатија на инфективната клиника. За среќа, моето дете ја има неодамна примено тетанус вакцината, па таа не ја прими. Поради тоа што убодот беше од мали заби, како што нарекуваат, предпоставуваат дека се работи за мало глувче.
поради тоа не му дадоа вакцина за беснило, но е покриен со антибиотска терапија во наредните 7 дена. Загрижената мајка апелира до институциите посериозно да пристапат на проблемот за да се спречат слични инциденти и зарази. Овие неколку дена, па да не кажам и повеќе недели, е преплавено во ѓубре. Моја предпоставка е дека глувците излегуваат од подрумите и од целата околина од зградите баш поради тоа што ѓубрето ги привлекува. Како што мојот син ми посочи, местото на игра на кое што биле децата е на речиси 2 метра од контејнерите и баш поради тоа било преплавено со овие глодари. Гледам дека денеска ситуацијата барем во општина Центар е малку подобра. Се надевам дека и другите општини ќе се исчистат така за да нема уште вакви инциденти. Нечистењето на ѓубрето во Скопје стана предмет и на истражните органи. Обвинителството од вчера издаде наредба за истражување на евентуално кривично дело во ЈП Комунална хигиена. Полицијата веќе прибавила документација од просториите на Комунална и од просториите на актуелната градоначалничка на Скопје. Под сомнение за сторени кривични дела поврзани со работењето на јавното комунално предпријатие Комунална хигиена и градоначалникот на град Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад. Обезбедена е документација и се преземаат и дополнителни мерки и активности по насоки на ОЈО Скопје. Од Синдикатот на комуналните заедници реагираат дека се соочуваат со доцнење на платите, недостиг на возила и ресурси за работа, а за тоа директно го обвинија раководството на предпријатието. Одржале состанок со Суткос на кој, иако повикани, велат не дошол ниту директорот, ниту останатите од управниот одбор на ЈП Комунална хигиена. И покрај тоа што се доцни со исплатата на платите за септември, вработените редовно ги извршуваат своите задачи со ограничени ресурси. Ке ги преземеме сите мерки против раководството согласно законите и колективните договори, од кривични пријави до иницијативи преку Инспекторатот за труд, соопштуваат од Суткос и ССМ. Арсовска на социјалните мрежи повторно го прозва премиерот и ја обвини владеачката структура дека е виновна за проблемот со сметот во главниот град. Проблемот со ѓубрето е апсолвирана тема. Здружено со твоите кадри, вие го креирате и континуирано правите хаос, кој бидејќи сте способни ќе го решите за 72 часа. Да заклучиме, штом се средува за 72 часа, ептен било лесно да се реши. Не знам што чекавте досега. Многу пати те повика во интерес на граѓаните да соработуваш. Нормално лесно ќе го решите проблемот кој вие го креирате, а можевте и досега. Знаеш колку пати 72 часа поминаа во овие 4 години, пишува Арсовска. Скопските градоначалници со денови самостојно се организираат за да расчистат дел од сметот кој ги преплави општините. Акција за чистење на контејнерите организираше градоначалникот на аеродром. Побаравме помош и добивме помош од повеќе општини во околината на Скопје и општествено одговорни компании. Ангажиравме повеќе од 10 машини, камиони за транспорт на отпад, кои што во текот на наредните денови ќе работат интензивно се со цел отстранување на отпадот од улиците, од контејнерите, од домаќинствата. Додека истражните органи испитуваат зошто дојде до оваа состојба во главниот град, ЗЕЛ содржа состанок како да се справат општините со ѓубрето. Освен што ќе разговараме за тоа како да делуваме во наредниве неколку дена до завршување на изборите, ќе ја разгледаме и можноста и ќе ги контактираме дел од нашите колеги градоначалници надвор од градот Скопје за да помогнат. Јас ќе апелирам на разумност кај Дрисла, јавното предпријатие и раководниот кадар таму да не прават обструкции при влезот на механизацијата која што евентуално би се упатила, а ќе биде поврзана со отстранување на отпадот најмногу околу контејнерите кои што се таложи изминатиот период. Работиме во двосменски нашите хигиеничари за да го отстрануваме сметот од улиците, но за жал и тоа не е доволно. Искрено не е доволно и гледаме што секојдневно се случува. Ние ги имаме ингеренциите, односно немаме ингеренција да го отстрануваме сметот од самите контејнери, немаме ни таква механизација, туку го отстрануваме само сметот кој што е покрај самите контејнери и тоа не е доволно. Дополнително имаме кучиња скитници кои што го разнесуваат целото ѓубре по улиците и ни прави дополнителен проблем на нашите хигиеничари. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Лекарите се загрижени за ситуацијата со отпадот и предупредуваат токму на она што веќе почнува да се случува, а тоа е неиздата на глодари кои се сериозна закана за јавното здравје и ширењето на бројни заразни болести. Купиштата смет по скопските улици се потенцијална бомба за ширење на заразни болести.
и се закана за јавното здравје на сите граѓани, предупредува директорот на инфективната клиника. Од цревни, респираторни инфекции и алергиски реакции, поради контакт или непријатниот мирис од комуналниот отпад, до сериозни инфективни заболувања кои ги пренесуваат глодари, може да бидат резултат на преполните контейнери и мини депониите околу нив. Од глодари може исто така да се каже дека може да пренесуваат лептоспироза, нели сите тие се собираат во тие места, купишта на ѓубре, може да се преносители на таков вид на инфекција, значи од контаминирани предмети, например во тие места, ако се случи некоја повреда на било кој граѓанин, што значи шансите да добие тетанус е многу големи, затоа што побрзо да се зема редовно, да се селектира и очисти ѓубрето низ населбите во Скопје, тоа е нормално дека шансите да се заразат луѓето се многу помалку. Во случај на контакт со глодари, повреда од контаминиран предмет во близина на контейнери или појава на симптоми на цревни инфекции од инфективната клиника советуваат граѓаните да побараат лекарска помош. Првично тие треба да се јават кај нивниот матичен лекар и понатамошно тој да ги упатува зависно од тоа дали е повреда, дали е нешто друго од контаминација, ќе ги упати соодветно каде треба во која установа. Тетанус вакцина има на инфективната клиника? Да, има на инфективна клиника и нормално дека по индикација дали е тетаногена рана или не, одлучуваат лекарот специјалист инфектолог. Предупредување и апел до сите надлежни институции што поскоро да се исчисти сметот на социјалните мрежи напише и микробиологот Никола Пановски. Тој посочува дека стаорците многу брзо се размножуваат и нема да чекаат втор круг на избори. За 18 дена стаорците па и глувците може енормно да се размножат. Скопје веќе 20 дена е елдорадо на глодарите. Имаат достапна храна во изобилство. Излегуваат од подрумите, канализацијата и се хранат. Се оплодуваат и за 1 месец од секое животно. Ке се создадат во просек по 10 младенчиња, објаснува професорот. Александар Динев, Сител телевизија. По првиот круг од изборното соочување, партиските штабови почнаа со математики, колку пратеници би освоиле, доколку со овој број освоен број на гласови утре се одржат парламентарни избори. Математиката на ВМРО-ДПМН покажува дека со овој број на гласови тие би освоиле над 60 пратеници, доколку утре се случи пресметка за парламентарни избори, додека пак велат дека СДСМ би биле трета партија во дел од изборните единици. ВМРО-ДПМН во однос на минатите локални избори има скок од 12.000 гласа, додека пак СДС е во дебел минус од 111.000 гласа. Во однос на добиените советнички места, ВМРО-ДПМН има 550 места во советите на овие локални избори, или во споредба со локалните 2021 скок од 82 места, додека од друга страна СДС има околу 230 советнички места, што е за 166 места помалку од 2021 година. Исто така, ВМРО-ДПМН има освоено и најмногу советнички места во 59 општини и градот Скопје. Математиката во СДСМ е поинаква, од таму велат. Анализата на пратенички места според гласовите е прецизна математичка операција, која јасно покажува дека ВМРО-ДПМН би паднале на 52 пратеници, а СДСМ би имал најмалку 21. Очајните обиди за манипулација се резултат на шокот кој го доживеа и падот од преку 140.000 гласа, кој е јасен сигнал дека нивните лаги и погрешни политики се прочитани. СДСМ продолжува битката за уште 17 општини. Ги повикуваме граѓаните масовно да излезат на гласање во вториот круг и да гласаат за кандидатите на СДСМ, докажани и честни луѓе кои уште во првиот круг јасно докажаа дека имаат што да понудат, велат од опозицијската партија.
Само неколку дена по првиот круг, кандидатот на Вреди за Тетово Билал Касами јавно најави дека во вториот круг во Кичево ќе го поддржи кандидатот на ДУИ Фатмир Дехари спротивно на предизборниот договор за меѓусебна поддршка со ВМРО-ДПМН. Касами додава дека Вреди ќе поддржи албанец кандидат каде и да влезат тие во втор круг, а за возврат очекува поддршка од ДУИ во Брвеница и Долнени. Сепак од Вреди испратија поинаков став. Дехари со компромитирачките снимки не може да добие поддршка. Јавна поддршка за било кој кандидат велат дека е невозможно. Само неколку дена по првиот круг гласање, кандидатот на Вреди за градоначалник на Тетово Билал Касами најавува поддршка за кандидатите на ДУИ во Кичево во вториот круг од гласањето наспроти предизборниот договор со ВМРО-ДПМН за меѓусебна поддршка. Во гостување за албанска телевизија јавно потврди дека Вреди во вториот круг ќе го поддржи Фатмир Дехари од ДУИ во Кичево наместо кандидатот на ВМРО-ДПМН Александар Јовановски. Според Касами, поддршка ќе биде обезбедена во сите места каде има албански кандидат, но очекуваат поддршка и од интегративците во Брвеница и Долнени, каде Вреди и ВМРО-ДПМН ќе ја водат битката во вториот круг. Прекранен Крчов кандидат на БДИС? Po sigurisht si në Kërqov, se nuk kaloi kandidatione dhe si në vendet tjera ne Domethënë kudo që janë në balotazh shqiptarët ju do bashkoheni me ta. Po unë besoj që edhe BDI po e bën të njëjtën sepse në Brvenic është një komunë në afër Tetovës që ka shku kandidati i Vlenit me kandidatin e VMRO-s. Në Dollnen, që është një komunë në rrafshin e Pellagonis afër Prilepit, qytetit të Prilepit, kandidati i Vlenit me kandidatin e VMRO-s. Ne urojmë që edhe BDI për krah kandidatët tonë. Појасниот став на Касами, партискиот штаб на Вреди побрза со реакција за гласањето во Кичево. Повикаа кичевчани сами да одлучеле. Гласовите ни ги имаме во джеб за да ги вадиме кога ќе посакаме. Ставот на нашиот кандидат за општина Кичево, Фатмир Лимани, беше јасен уште од почетокот на изборната трка. Оној што ќе влезе во вториот круг ќе биде поддржан. Но имаме нова ситуација во која се објавени компрометирачки материјали кои го разголуваат кандидатот на НАИ и го лишуваат од секое морално право да извршува јавна функција. Тој не се повлече и токму тоа ја прави секоја јавна поддршка скоро невозможна. Кичевчани сами треба да ја донесат оваа тешка одлука, реагираат од Вреди. Владеачката ВМРО-ДПМН е повика наместо со етнички теми да се прават поделби, да се стави фокус на обединувањето. Ние, како што знаете, сме за обединување на вредности, наместо етнички прашања и теми кои што предизвикуваат поделби во јавноста. Тоа го очекуваме од сите политички зрели фактори, затоа што секое спротивно однесување на тоа е слично на ДУИ, кое што беше жестоко поразено на овие локални избори. Во битката за градоначалничката позиција во Тетово во вториот круг влегуваат кандидатите на Вреди и ДУИ, а разликата во гласове е 3756 во корист на Вреди. Дали ќе се случи обединување на македонските гласови во Кичево, за сега е неизвестно. Опозицијската СДСМ најавува нивен став во текот на следните денови, дали ќе го повикаат членството да даде поддршка за кандидатот на ВМРО-ДПМН, што беше случај во изминатите изборни циклуси. По изборниот пораз во Чајро, ДУИ не се достапни за информации. Побаравме став дали постои договор за поддршка во вториот круг со Вреди во местата со претежно албанско население, онака како што најави Касами, но не добивме одговор. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Кандидатот на ВМРО-ДПМН за Скопје, Орце Ѓорѓиевски, денеска се состана со советничката група од неговата партија во градот Скопје. Со 18 своји советници и 6 на Вреди, владеачкото мнозинство ќе владее и со советот на главниот град. По 6 советници ќе имаат и ДУИ и Левица, а 5 мина ќе ги бранат боите на СДСМ. По еден советник имаат ЛДП и ЗНАМ, а своје место обезбедија и двајца независни. Сигурен во победата во вториот круг за Скопје, Орце Ѓорѓиевски веќе одржа неформална координација со новото владеачко мнозинство во градскиот совет, предводено токму од неговата матична партија за првите активности како градоначалник. Не е загрижен за најавите на неговиот против кандидат Амер Мециновиќ за можна меѓусебна поддршка на Левица ДУИ СДСМ. Иако ако победи, ќе има стабилно мнозинство зад себе, Ѓорѓиевски ветува соработка со сите советници, вклучително и со опозицијата. Добро да се погледнат и анализираат резултатите, да видиме во кои делови Левица има добиено поддршка, што значи дека јас сметам дека и во првиот круг имаше Левица во Скопје поддршка од Демократската унија за интеграција, но како што кажав, мој фокус ќе биде да добијам поддршката од сите скопјани. Се надевам дека освен нашето мнозинство,
ќе добиваме за одлуките поддршка, односно консензуално ќе бидат носени и со поддршка на останатите советници кои што ќе бидат партиципиенти во истиот совет. Денеска ќе разговараме за најгорливите прашања кои што ќе ни бидат сериозен фокус до нова година. Отворени врати за соработка понуди Даме Димитровски, носителот на листа на советници на ВМРО ДПМН. Мнозинството кое ќе биде базирано на принципи, на чесен и на достоинствен однос ќе се базира на 9 темелни политики кои се поставени. А тоа се намалување на загадувањето на воздухот, систем за современо управување со отпад, брз и доверлив систем за јавен транспорт во градот, јавни простори за скопјани, велосипедизам и други алтернативни начини на превоз за скопјани, безбеден сообраќај за најмалите во Скопје, Скопје град на културата, Скопје центар на наука и технолошки развој на Балканот и, најважно, отворен совет, транспарентност и одговорно управување со буџетот на градот. Изминативе 4 години се покажа дека градскиот совет без сигурно мнозинство и кој не е во соработка со градоначалникот може целосно да го наруши функционирањето на метрополата. ВМРО ДПМН со 18 мандати и владините партнери Влен со 6 и Знам 1 освоија апсолутно мнозинство со 25 од вкупно 45 советника. Останатите засега припаѓаат на опозицијата и тоа Левица и ДУИ освоја по 6 мандати, СДСМ 5, коалицијата Искуство за успех преку ЛДП освои 1 мандат и 2 мандати припаѓаат на независните листи. Ѓоргиевски влегува во вториот круг како фаворит, имајќи ја предвид разликата во гласови со Мециновиќ од првиот круг. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Чистење за 72 часа, но што потоа? Има ли трајно решение за справување со отпадот во Скопје? Колку брзо скопјани ќе може да добијат функционален јавен превоз? Дали битката ја смета за известна или неизвестна? Тема на денот во 19 со кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски. Македонската делегација, предводена од премиерот, учествува на самитот за Западен Балкан во Лондон. Лидерите беа на прием кај британскиот крал, а се сретна и со високи представници на британската влада. Во фокус се реформите, интеграцијата, економската соработка и инвестициите. Премиерот Мицкоски се сретна со британскиот крал Чарлс во рамки на посетата на Лондон. Кусата средба се одржа на приемот кој британскиот крал го организираше за лидерите од регионот, а во рамки на самитот за Западен Балкан како дел од Берлинскиот процес. Средбата беше искрена и содржајна. Разговаравме за пријателството помеѓу нашите земји, за стабилноста, развојот и заштитата на природата, области на кои кралот со години им посветува големо внимание. Оваа средба е признание и почит, но и поттик да продолжиме по патот на заедничките вредности, довербата и партнерството, напиша Мицкоски по средбата. Премиерот потпише меморандум за инвестиција со американско-британската компанија Бурсток, која ќе инвестира во наменската воена индустрија во Македонија до $150 милиони. Ке имаме нови високоплатени 1000 работни места и ова е само почеток. Очекуваме во воената наменска индустрија инвестициите да достигнат повеќе од $1 милиарда, информираше Мицкоски. Во текот на денот предвидена е средба и со британскиот премиер, на која според најавите ќе се разговара за економската инфраструктурна соработка со Велика Британија, додека евроинтеграциите биле во фокусот на средбата со францускиот министер за Европа. Разговаравме за продлабочување на соработката помеѓу нашите земји, особено во контекст на европските интеграции, регионалната стабилност и заедничките приоритети во рамките на Европската унија, напиша Мицкоски по средбата со Хадат. Во рамки на посетата на Лондон, според најавите, македонската делегација ќе потпише меѓудржавен договор за соработка во делот на воздушниот сообраќај, за зголемување на директните летови од Англија кон Македонија. Лондон е домаќин на 12-тиот самит за Западен Балкан како дел од Берлинскиот процес, кој има за цел да ги зајакне политичката, економската и инфраструктурната соработка и да ја забрза европската интеграција на земјите од регионот. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Пред српскиот парламент во Белград избувна пожар во